Наместо подобар студентски стандард и проширени студентски бенефиции, студентите кои решиле да заработат дополнителни средства преку програмата Work and Travel, најчесто во Германија, добија известување од управата за јавни приходи со обврска да платат данок на остварени приходи. Според информациите објавени од студентската организација Студентарија, студентите биле повикани да поднесат електронска даночна пријава и да ги пријават приходите остварени во странство. Станува збор за приходи кои веќе биле одданочени во Германија, а дополнително се бара и плаќање данок за средства добиени како поврат на задржан данок, кои биле трансферирани на девизни сметки во земјава. Од Универзитетското студентско собрание при УКИМ во допис за телевизија 24 оценува дека ваквата одлука е неприфатлива. Од таму информира дека веќе побарале средба со раководството на УЈАП со цел да се разгледа состојбата и да се изнајде соодветно решение. При тоа апелираат на доследно почитување на билатералните договори меѓу Македонија и Германија за избегнување на двојно одданочување. УСС УКИМ целосно ги поддржува барањата на студентите и во таа насока ќе оствари средба со раководството на Управата за јавни приходи УЈП, каде што ќе биде разговарано за моменталната фактичка состојба и надминување на истата. Република Македонија и Германија имаат склучено договор за двојно одданочување, каде што данокот на приход платен во Германија повторно не треба да се даночи во Република Македонија. Министерката за образование и наука пак Весна Јанеска изјави дека е запознаена со случајот, но нагласи дека надлежен орган за толкување и постапување Управата за јавни приходи. Таа посочи дека одданочувањето на приходи остварени во странство е практика во повеќе држави. Тоа можеби според неа е случај во Македонија. Секоја заработувачка се одданочува секаде, па предпоставувам и во нашата земја. Колку што мене ми е познато, некакви основни познавања мора да имам, двојното одданочување не е пожелно и не би требало да го има, но за ова ве молам да се обратите во УЈП, тие ќе ви дадат или во Министерството за финансии поточни одговори од ова што јас го кажувам. Став дека студентите не подлежат на двојно одданочување, изнесуваат и дел од агенциите кои посредуваат за ваков тип студентски ангажмани. Според нив, студентите кои престојувале и работеле повеќе од 6 месеци во Германија и оствариле право на поврат на данок, не треба да имаат дополнителни даночни обврски во Македонија. Инаку, за подсетување, данокот на доход во Германија изнесува околу 16%, додека во Македонија стапката е 11,11 при бруто пресметка.